Добар ден на сите, благодарам на медиумите што дојда. Денеска се наоѓаме тука во Бутел, во наш преубав Бутел. Како што може да видите, премногу граѓани доаѓаат на овие средби што ги организираме под мотото ова е Македонија, Македонија за сите луѓе, каде што разговараме за многу теми. Разговараме за актуелната политичка ситуација, збориме за локални теми, зборуваме за квалитетот на животот за младите и така натака. Тимо што јас го предварам во изборната единица 2, доаѓа од различни фели каде што навистина може да разговараме со сите граѓани за сите суштествени теми што ги задираат граѓаните. Но како што може да видите во општина Бутел многу се разликува од минатото. Мора да го пофалам и градоначалникот Дарко Костовски, мора да ги пофалам целата администрација, но и градоначалниците на Ѓорче Петров и на Гази Баба, бидејќи најмногу во изборната единица 2 идеме на тие места и може да се види огромна разлика, може да се види и позади мене, нови игралишта, може на секаде да се види градежна офанзива во Бутел и драго ми е што после ова место тука во Радишани продолжуваме во центарот на Бутел каде што ќе имаме средби со други граѓани со за повеќе теми да видиме разлика. Ова намерно го говорам бидејќи многу пати во минатото велеа сите се исти. Јас би рекол не се сите исти. Ние сме многу различни. ВМРО-ДПМ е различна партија, партија што ја сака Македонија, партија што работи со народот и е со народот постојано. И ова мора да го кажеме секој ден на секој изјави да го потсетуваме македонскиот народ дека е ова многу важно прашање. Бидејќи набрзо доаѓа денот кој е би кажал денот за референдум, денот кој е најважен за сите во Република Македонија, а тоа е набрзо доаѓање на денот кој ќе има избори. Најважно е целиот македонски народ на тој ден да излезе. Да излези да гласа, да даде можноста ВМРО-ДПМН да има што поголема разлика. Не е прашањето ВМРО-ДПМН дали ќе победи, сигурно ќе победи. Прашањето е со колку разлика. И затоа ги замолувам сите граѓани што поради било каква причина можеби се незадоволни да излезат и да дадат поддршката на ВМРО-ДПМН, бидејќи ако остана дома, и да не гласаат, и ако се разочарани, и ако остана дома само победуваат ДУИ и СДСМ. Гледате што се случува во Македонија, ДУИ ја води државата, не СДСМ. Слушате дека премиерот сака да даде оставка, ДУИ не му дозволиле и треба да се праша што се случувало. Затоа, почитувани граѓани, не сме исти, дајте ни поддршка и излезете заедно со нас, зашто заеднички може да победиме. Добро, благодарам на сите што дојдовте, благодарам за целата поддршка што ни ја дадате во минатото, но и сега. Јас сум Коршто Дарко, еден од најдобрите градоначалници заедно со Александар и со Боби, каде што може да се види навистина многу разлики. Драго ми е што како носител во изборната единица 2 вака на многу состаноци и средби разговаравме дека ќе се променат многу работи, навистина се променуваат. Дарко ги представи луѓето што се со мене во овој заеднички тим, навистина квалитетни луѓе што сакаме да разговараме за сите теми. Ова е една акција каде што треба посетиме преку 700 населени места, да разговараме, но и вие да прашувате, да одговараме и така натаму. Јас ќе пробам да бидам пократок бидејќи сакам повеќе луѓе да земат збор. Јас ќе доаѓам тука многу пати, не може да се тарасите од мене, таква е судбината. И ќе доаѓам многу пати, ќе се гледаме, но ова не се предизборни ветувања или кампања, туку е една обична кампања на ВМРО-ДПМН да бидеме заедно со народот. Ја во изјавата го спомнав ова, зашто е многу важно дека ако ВМРО-ДПМН не биде со народот, тоа ќе губи суштината на народна партија. Ја губи суштината да се препознаеме дека сме многу различни од овие што сега се на власт, бидејќи они терат некоја кампања рамо на рамо, дури вака подсмев е меѓу граѓаните, но прават некоја кампања, божем, допираат до граѓаните, но тоа е од неколку луѓе меѓу себе, активистите и претежно се караат кој каде се вработи. Тука е малце поинаква ситуацијата, ние гледаме што повеќе луѓе да дојдат, ги објавуваме на нашите социјални мрежи да секој да допре и да може да постави било какво прашање. Јас го кажав во мојата изјава она што навистина го мислам и што е многу важно, а тоа е дека не сме сите исти и дека ни треба огромна поддршка на овие следни избори за да биде разликата што поголема. На последните анкети што стигаат до нас веќе дупло е поголема разликата на ВМРО-ДПМН наспроти СДСМ. Тоа значи дека преку 150.000 разлика утре да има избори ВМРО-ДПМН ќе победи. Но има уште една работа што е интересна и ја направивме посебно истражување кој ќе ги ставите алијанса на албанците ДУИ и СДСМ заедно да идат на избори, а ние сами повторно ќе ги победиме преку 3% разлика. Тоа што значи оние што се нарекуваат божем се ЕУ блок или
сите останати анти-ЕО или анти-НАТО, а овие што мислат дека се прозападни, повторно ќе изгубат. Но многу е важно што повеќе луѓе да излезат за да се направи поголема разлика. Јас ова го зборам во многу населени места, ќе го спомнам и тука го зборев и кога бев носител. Некои граѓани го сватија тоа, некои не, затоа ве замолувам и сите вие да пренесете. Што повеќе граѓани останат дома им прават услуга на СДСМ на ДУИ. Први на ДУИ. СДСМ викаше дека сака една изборна единица, повеќе не сака. ДУИ не сака воопшто. Знаете ли зашто? Зашто сакаат на тој начин имаат повеќе албанци пратеници. Таа е причина. Бидејќи со една изборна единица ќе се намали бројот на албански пратеници. Не зборуваме за квалитет сега, дали се квалитетни или не. Они гледаат ДУИ како да се има повеќе пратеници. А иако во минатото велеа дека се за една изборна единица. И сега викам, ајде, сите заеднички да излеземе со една изборна единица, они бегаат. Зашто бегаат? Бидејќи е партиска нивната причина. Ние сакаме, еве, може би ВМРО ДПМН ќе изгуби еден или два пратеници на една изборна единица, но сакаме да има еден праг, да се видиме сите ние мали партии, што моментално ги има во Македонија, што земаат многу гласови од ВМРО ДПМН, да видиме нека излезат сами, да видиме колку ќе освојат. И ова го зборувам многу пати, бидејќи такви мали партии нас ни значеа тука еден или два пратеници во изборна единица 2. Но на крајот од денот, кога ќе видите тоа, многу не чини за да формираме успешна влада. Пак ќе кажам, не е прашањето дали ќе формираме влада. Ние ќе ја формираме. Туку колку ќе биде постабилна и појака, толку ќе имаме помалку уцени од било која коалиција. Сега гледате што се случува, ДУИ моментално ја води државата. Имаме информација дека пред неколку дена само Ковачевски има поднесена оставка. Зашто има поднесена оставка? Бидејќи на еден состанок во парламентот си спокарале за своите така наречени уставни измени, но и на други прашања, како што е Бехтел, кражбата, плячката и така натаму. Дел од тие пратеници се спротивставиле, дури имало вака тежок разговор меѓу нив и тоа потоа премиерот дал оставка. И сега тоа го изнесува новинари, но веќе се крие и никој не го спомнува. На крајот ДУИ не му дозволиле да даде оставка. Па сега зашто не му дозволиле ДУИ? Дали е тој премиер или председател на ДУИ или пак ДУИ го задолжил со нешто што тој премиер мора да го остави. Но таа е нивна работа, но за жал македонскиот народ ќе трпи, ќе ја гледа. Затоа ве повикувам сите, но и насекате у бутел каде што може да стигнеме, да го зборуваме ова. Зашто партии како Интегра, Левици, Шарени, не знам, патриоти од Куманово што се прават дека ќе спаселе Македонија, ќе врателе нешто што е изгубено, а до вчера гласале за промена на име, такви луѓе што повеќе ќе има. И тоа не е случајно. Целта е такви партии да земат гласови од ВМРО ДПМН. И сега гледам тие мали партии почнуваат и мене да ме напаѓаат зашто го зборувам на терен и јас сакам од тука да порачам секој ден ќе го зборувам. Секој еден ден ќе го зборувам. Зашто тие партии, јас кога бев министер во една претходна влада, беа надвор каде што протестираа пред владата за да обутнат ВМРО ДПМН со цел некои шарени револуции, но целта беше да се промени името на Република Македонија. Целта беше да се направат штетни договори и целта е да се направи ВМРО ДПМН тоа што не е. И ние се бориме многу долго време. Се бориме како раководство, се бориме со, би рекол и со ветерници на никогаш, но победуваме, бидејќи на последните избори, благодарение на сите вас, на поддршката што ни дава, ние имаме преку 40 градоначалници. И наистина им е тешко на тие градоначалници, бидејќи немаат никаква поддршка од централната власт. И сега тие се едни од поновите херои на ВМРО ДПМН или херои на опозицијата во Република Македонија, бидејќи пробуваат да направат од ништо нешто. И наистина би сакал да ги поздравиме сите. Замислите утре со нов премиер Христијан Мицкоски, со влада на ВМРО ДПМН, со силна влада, колку ќе бидат поразлични работи. И наведум во Македонија некогаш кога се случуваат некои тешки договори или слично, пак ВМРО ДПМН реагира и коментира како што е овој договор со Бехта. Ние се спротивставаме, другите ќутат. И сега многу гледам сите политичари сакаат во последно време да кажуваат кој лежи во затвор, поготово тоа е модерно. Јас вака ќе кажам од тука, сите што сгрешиле мора да лежат во затвор. Мора и ние како опозиција мора тоа утре со дела да го покажеме. Иначе убаво е да се говори за, не знам, тој ќе лежи или така натака или само се правиме дека сакаме да кажеме нешто. Не. Тие што украле,
И тие што прават штетни договори како опозиција, ако не одговараат, тогаш навистина ние ќе си имаме проблем после со вас, граѓаните кои ќе доаѓаме тука на лице место. Да сте ми живи и здрави.